Лежалките на плажите во Грција за еднодневно користење достигнале цена од 7 евра па нагоре. Популарните апартмани на туристите во јуни им се нудат по цена од 30 до 50 евра. Во шпицот на сезоната може и двојно да поскапат. Кога кон сето тоа ќе се додаде дека и грчките цариници не дозволуваат нашите туристи на одмор да заминат со залихи од зеленчук, овошје и други прехранбени намирници, тогаш станува јасно дека летувањето на Средоземното море не е тоа што беше. Првите туристи кои се вратија од крајбрежјето на нашиот јужен сосед велат дека летувањето на грчкото крајбрежје станува скапо задоволство. А дали Грција ја имате на ум? Па да, А знаете ли дека таму сега се повисоки цените во однос на претходните години поради високиот данок што го плаќате? да, знаем. И сепак ја одберете Грција или? Да, оти е близко. Се е скапо таму. И храната нешто е спомнува. Па ако е за викенд, тогаш е најдобро Дорен или Охрид. Да. Па и Преспа не е лошо. Па мислам дека може би и ќе го смени планот. Македонија има прекрасни убавени, Да, можете таму да одморите. можеме во Охрид. Можне добро ето да доерен. Коментарите и оценките за летувањето од наш аспект се однесуваат на најскромно поминување на 7 или 10 дена на море и сонце. Туристите од Македонија не ни смеат да помислат да се опуштат во некој од тамошните ресторани или хотели, а младите во диско или кафулиња, затоа што цените на пијалоците се европски. Затоа пиво, сок и други пијалоци се набавуваат од големите супермаркети. Во такви услови, кога летувањето на море станува се поскапо, на голем дел од македонските туристи им преостанува да се определат на македонските туристички центри. Сосема известно е дека летово плажите во Дојран и Преспа ќе бидат преполни, бидејќи тука летувањето може да чини двојно и тројно поевтино. Прашањето е кој и колку ќе сака морето да го замени во езеро.